Пред неколку дена Достоинство поднесе барање до Комисијата за труд и социјална политика, наш представник да присуствува на седницата на оваа комисија, која што треба да се одржи денес. Вчера попладне добивме негативен одговор со образложение дека техничките служби кажале дека нема таков пример досега вон парламентарна партија да присуствува на комисија. Меѓутоа, членот од деловникот на собранието врз кој што ние се повикуваме, предвидува да се викне некој од стручните лица или јавни личности кои што се стручни за одредена област. И сметам дека ако некој во Македонија има право, има легитимитет и стручност да зборува за проблематиката поврзана со бранителите, тоа е токму Достоинство и јас како претседател на ова партија. Во врска со законот за бранители, ќе кажам дека после 6 години, најпосле ВМРО ДПМН признава дека постоечкиот закон за бранители, донесен во јануари 2002 година, не е добар, односно не ги даде резултатите кои што се очекувале од него, поради што сега предлагат нов предлог на закон. Јас ќе честитам и на ВМРО ДПМН, и на СДСМ, и на сите останати политички партии кои што најавија дека ќе го поддржат овој закон и ќе гласат за, на храброста и на одлучноста, бидејќи почетните дефиниции на овој закон всушност дават и дефиниција на она што и се случи на Македонија во 2001 година. Така, според овој предлог, во 2001 година Република Македонија била нападната од вооружени екстремистички паравоени групации, односно така наречената ОНА или УЧК, кои што имале за цел да го нарушат територијалниот интегритет на Република Македонија, што само по себе значи дека вооружените екстремисти во 2001 година се обиделе да отцепат дел од територијата на Република Македонија, нешто што ние како Достоинство цело време го тврдиме, а другата страна го негира. Тоа е во поглед на почетните дефиниции на овој закон, меѓутоа доаѓаме кај правата. Како Достоинство ние во неколку наврати го кажавме нашиот став. Со овој закон ВМРО ДПМН си поигрува со интелигенцијата и емоциите на бранителите, затоа што за војните инвалиди нуди само една многу не мала работа, додека за оние кои што се неповредени бранители, кои што, како што ние зборуваме со иронија, немале среќа да бидат ранети, не е предвидено ниту едно право, со исклучок на правото на признавање на стажот во двојно траење, односно ако некој бил резервист 1 или 2 месеци, да добие признавање на стаж од 1 или 2 месеци. Професионалниот кадар од АРМ и од МВР секако рано заминува во пензија, така што ова барање и нема некоја значајност за нив. Меѓутоа, еден од најболните проблеми кои што ние како бранители ги имаме, односно ги имат родителите, семејствата на нашите загинати колеги, е надоместот на нематеријална штета. Со овој предлог ВМРО ДПМН само ја зголемува висината која што е предвидена во постоечкиот закон од 2002 година од 40 на 50 просечни плати во моментот на смртта, и на овој начин семејствата на загинатите ќе добијат по 10 плати разлика, односно со оглед дека просекот на плати во 2001 година беше околу 170 евра, секој семејство на загинат би добило по околу 1700 евра. Ако ги собереме сите 65 семејства по 170 евра, доаѓаме до некоја сума од околу 11.000 евра. Толку според ДПМН вредат животите на сите загинати бранители, односно разликата која што тие ќе исплатат. Кога ние како Достоинство зборуваме за надомест на нематеријална штета, зборуваме за вистински надомест на нематеријална штета, и во нашиот предлог закон ние предвидувавме по околу 50.000 евра. Затоа денес ќе ги повикаме како вон парламентарна политичка партија пратениците како властени предлагачи да поднесат амандман со кој што ќе извршат корекција кај семејствата на загинати, на местото каде што стои зборот 50 просечни плати, да се стави зборот 150 просечни плати, и на местото каде што пишува просечни плати во моментот на настапување на смртта, односно настапување на инвалидитетот, да стои во моментот на исплата на оштетата. Што значи дека би се земал денешниот просекот од последниот месец, кој што во овој момент е околу 335 евра, зборуваме за нето плата, и на тој начин 100% воен инвалидитет би добил околу 50.000 евра нематеријална оштета, и семејствата на загинати сите членови заедно би добиле по околу 50.000 евра надомест на нематеријална штета, што е и пракса на судовите на Република Македонија. Од прилика вакви суми досудува судовите. Јас само ќе известам јавноста дека во Македонија во овој момент
имаме само 10 семејства на загинати полицајци кои што не се обештетени, останатите на различни начини, некои преку спогодби, некои со тужби се обештетени, така што доколку владата, односно ВМРО ДПМН го прифати овој наш предлог, ќе треба за овие 10 семејства да одвои околу 500.000 евра и ние сме подготвени да разговараме и за исплата на неколку рати на оваа сума. Исто ќе кажеме и дека имаме само околу 30 на војни инвалиди кои што се уште не се обештетени. Останатите војни инвалиди веќе се обештетени, некои со судски пресуди, некои со договор. Во оваа прилика, по не знам кој пат, ќе ги повикам представниците на останатите здруженија на бранители од Кичево и од Куманово, но и здруженијето на семејствата на загинати херои на Македонија, како и Македонскиот полициски синдикат и Армискиот синдикат и уште неколку други организации кои што дадоа подршка на овој предлог закон на ДПМН, тврдејќи дека тоа е многу добар и дека ги решава проблемите на бранителите. Ги прашувам, односно ги повикувам јавно да излезат и да кажат со кои права ќе се стекнат неповредените бранители со овој закон и колкава е оштетата за семејствата на загинати. Нека ги кажат овие работи, потоа нека кажат дека овој закон е многу добар. За нас многу значајна работа, која што порано намерно ја игнориравме, јавно не ја пласиравме. Војните инвалиди од страна на министерот за одбрана Владо Бучковски во 2001 и 2002 година и семејствата на загинати од АРМ склучија вонсудски спогодби. Меѓутоа, војните инвалиди и семејствата на загинати од МВР направивме предлог кој што министерот Љубе Бошковски веднаш го прифати и го потпиша, но тогашниот министер за финансии Никола Груевски не одобри да се исплатат средства и ја стопира оваа спогодба. Истиот оној кој што денес сака да се представува како најголем патриот и кој што денес се обидува после 6 години правење проблеми на бранителите да предизвика во јавноста спин дека најпосле ги решават проблемите на бранителите.